Драги гледачи, денеска со нас се двајца интересни соговорници. Лука Најдовски, 14 годишниот Лука Најдовски, спортист во воздухопловно моделарство од Прилеп, кој што гледаме тука со себе го носи и својот модел со кој што се надпреварува. А од мојата лева страна се наоѓа Здравко Тодоровски, претседател на клубот Фил Феникс од Прилеп, но и директор на надпреварите од светскиот куп кои што се организираат во Прилеп, па ќе ги имаме денеска и утре на спортскиот аеродром во Мало Коњари во близина на Прилеп. Овој разговор ќе го започнеме со младиот Лука Најдовски, затоа што знаеме иднината останува на младите. Се занимаваш со еден доста интересен спорт, воздухопловно моделарство, односно во дисциплината идрилици, односно токму овој модел кој што сега публиката има можност да го види. Како започна целата таа приказна околу воздухопловното моделарство? Зошто токму го одбра овој спорт? Па татко ми од мали нозе ме носеше на спортскиот аеродром Прилеп, Коњари, каде што имаше надпревари и така од таму се јави мојата желба за да почнам со овој спорт. Тој порано се надпреваруваше во ракетно моделарство и е светски првак во тоа. Па затоа ми се јави оваа желба за овој спорт. Овој модел што имаме можност да го видиме тука, го изработуваш сам или деловите се купуваат па потоа ги составуваш? Па може да се изработи сам, ама ние најчесто ги купуваме сега, посебно во ова време. Од што се состои моделот? Моделот се состои од крила, труп, вертикалец и хоризонтален стабилизатор. За оние што не се запознати, што е суштината на овој спорт? Суштината на овој спорт е максималното време на лет на моделот. Се надпреваруваме со тоа што моделот има одредено зададено време каде што треба да лета. Најчесто времето во текот на надпреварот е 3 до 4 минути. После надпреварот, ако ги прво да кажем, има 5 турнуси, сите по одредено време на максимален лет, и доколку некој од надпреварувачите, еден или повеќе од еден, извадат максимално бодови што треба, влегува во финале или правилно кажано флај-оф, каде што времето на летот се продолжува од 4 или 3 минути на 8 минути. Доколку еден или повеќе од еден излетаат 8 минути, тогаш следува втор флај-оф, каде што времето се покачува на 10 минути и така се додека не се најде победникот на надпреварот. Значи победник, оној кој што најмногу ќе го држи во воздух практично својот модел. Да. Како полетуваат овие модели? Имаат некој систем електронски или рачно, мануелно како? Овие модели имаат сајла од 50 метра, која што се запнува на долниот дел од трупот, на куката, и од оздола тој што го управува моделот со влечење го крева горе и го контролира со отпуштање и затегање на куката. Кога ќе се затегне има една команда, кога ќе се отпушти има друга команда. И така тоа се управува се додека не се најде термика, а тоа е топол воздух кој што крева нагоре. И кога ќе се најде тоа, моделот се откачува и од времето на откачување почнува да се брои времето на летот. А како следува? После излетаното време, хоризонталниот стабилизатор се подига под агол на 45 степени и моделот безбедно паѓа на земјата. Една од причините за ова интервју што го правиме денес е исто така и големиот број на награди, дипломи, пехари кои што ти ги имаш освоено не само на надпревари во Македонија, туку и во странство, на светските купови,
На колку од нив имаш учествувано, кои награди ги имаш добиено? И која ти е најдрага нормално? Да, па оваа година ние започнавме со надпреварот во Србија, во Зрењанин, каде што таму јас не освоив награда, но брат ми освои. После тоа бевме ние во Романија, во Салонта во Романија, каде што таму беше еден од најаките светски купови досега што ги имаме видено. Потоа бевме во Хрватска, каде што првиот ден освоив второ место, а вториот ден бев петти. Предпоследно бевме во Мостар, тоа е во Босна, таму освоив трето место. И последно се вративме пред една недела, бевме во Бугарија и таму првиот ден освоив трето место, а вториот ден освоив прво место. Лука, ти благодарам за овој разговор и ти посакуваме многу голем успеси во иднина и да продолжиш да се занимаваш со овој спорт. Благодарам. Господине Тодоровски, како што најавивме, ова денеска и утре на спортскиот аеродром наскоро треба да започне и надпреварот Светскиот куп во воздухопловно моделарство. Да. Задоволство ми ете да прво да го најавам организирањето на овие два светски куп надпревари кај нас. Уште поголемо задоволство ако се знае дека почнаме 2000 година, значи 23-та година поред ги организираме овие куп надпревари. Значајни јубилеи се ближат. Уште поголемо задоволството кога знаеме дека константно имаме големо присуство на надпреварувачи од странство на нашите светски купови. Еве оваа година да го најавам и доаѓањето и на светскиот шампион во една од категориите кои што се присутни на нашиот куп. Значи во секој случај голема конкуренција секоја година. Колку надпреварувачи очекуваат од колку држави оваа година? И во кои дисциплини ќе се надпреваруваат? Да, па вкупно на двата светски купа ќе учествува 120 надпреварувачи од 9 држави од Европа, почнувајќи од Германија, Словенија, па завршувајќи со Бугарија, Турција и земјите од бивши југословенските простори. Интересно е тоа што 120 надпреварувачи се сепак прилично голема бројка за меѓународни настани. Јас во секој случај се гордеам што ете на Прилеп му овозможуваме и од аспект на спортски туризам и од аспект на популаризација на градот, афирмација и на градот и на државата во секој случај. Се надевам дека во континуитет ќе ги продолжиме сите овие активности. Колку овој спорт е популарен кај нас во Македонија? Со менувањето на наставните програми во основните училишта, за жал, се прекина еден многу добар континуитет на афирмација и на развој, меѓутоа и на информирање на сите оние млади луѓе кои што би можеле и би сакале да земат учество во овие спортови. Знаете, општо техничко образование беше основен предмет во кој што покрај другите технички активности ги имаше и воздухопловно и ракетно моделарство. Со прекинување на тие предмети, со ставање и наставниците ставање во незгодна ситуација да не може да ги спроведуваат комплетните програми, се намали бројот на учесници. Обично, преку аероклубовите и воздухопловните клубови, тие млади деца, секоја година по 30 до 40, учествуваа на основните обуки во спортското моделарство. И од тие 30-40 останува сигурно 7-8 годишно, кои што 7-8 најмалку да речем се заинтересираја и за воздухопловството. Од сите нив голем дел постанува и активни летачи, воздухопловци, така да еден врзан циклус на селекција и афирмација на воздухопловството и воздухопловните спортови имаше многу појако ниво. Сега, за жал, не постои тоа и останува исклучиво само личниот афинитет на деца или дали родители, дали познати, дали пријатели да го повлечи детето и да го мотивира да земе активности во овие спортови.
во земјите од источна Европа, па и централна Европа, како што се Чешка, Лука ги спомна, Чешка, Словачка, Полска, Романија, се уште постои тој контакт со училиштата и има неверојатно голем број на надпреварувачи и деца кои што земат навистина активно учество во овие спортови. Останува на нас ние да ги мотивираме, да пробаме да, како по возрастна категорија сега, тренери или други активни спортски работници, да пробаме колку што може да го одржиме тој континуитет и да очекуваме дека ќе има подобри времења. Ви благодарам на разговорот. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Лука Најдовски и со Здравко Тодоровски околу овој доста интересен спорт воздухопловно моделарство, а сите вие кои што се заинтересирате за него, сакате да погледнете како изгледа еден ваков надпревар, може слободно да дојдете викендов во Прилеп на спортскиот аеродром во Мало Коњари и да ги погледнете овие надпреварувања.